Овој подводен дрон, наречен Хидрус, користи вештачка интелигенција за проучување на коралните гребени. Големиот корален гребен во Австралија е погоден од големо избелување на коралите, предизвикано од потоплите води на океанот. Сега, со помош на Хидрус, научниците работат на попрецизни и поредовни истражувања за подобро да го разберат влијанието на климатските промени. Мелани Олсен ја води програмата ReefWorks на Австралискиот институт за наука за морето. Dive teams can only see so much and go so far. Тимови за нуркање може да видат и да одат до одредено место. Моравме да ги зголемиме нашите методи на истражување, за да вклучиме употреба на роботика, само за да ни овозможи да одиме подлабоко, да оперираме во области каде што сега рутински живеат предатори, како крокодили, ајкули и медузи. Хидрус работи целосно автономно со опсег од повеќе од 8 километри за 3 часа. Може да оди до длабочина од над 3000 метри и да снима видео со камера со висока резолуција 4K. Дронот има сонар и навигација со вештачка интелигенција. Менаџерот во Advanced Navigation, Питер Бейкер, вели дека нивната технологија се користи за изградба на тридимензионални мапи од гребенот. We're working on coral mapping with the Australian Institute of Marine Science. Работиме на мапирање на коралите со Австралискиот институт за наука за морето. А она што тие се обидуваат да го направат е да мапираат области со корали за да откријат промени во тие области кои потоа може да ги искористат за моделирање на целиот гребен. Едно од придобивките од постоењето на роботски систем е тоа што секој пат се враќа на истата локација, секој пат ја прави истата фотографија од иста ориентација, што е навистина тешко да се постигне со нуркач. Големиот корален гребен претрпел 6 локализирани случаи на избелување од 1998 година навамо. Избелените корали можат да се повратат ако водите се изладат, но ако температурите на океаните останат високи подолг период, тие ќе изумрат. Океанографите го поврзуваат ова масовно избелување со климатските промени.